Опа, си се подновила. Ма знаеш дека оваа не те штити. Над 14.000 PM10 чистички и над индекс 1100. Ма немој. Абе, нема болја од оваа, бе, така ми рекоа, човеш. Шо па ти изгодиш немаш, ти никаква немаш. Не би рекла. Јас ова. И што сега ние другиве да умреме? Нема. Еве ти. Нема да кажеш после кога не се грижам. Српска, браво, знам. И што сега, вака ќе водиме? Дур не задуваш и легове, после ги вадиме. Абе, нешто чудно ме чеше. Од кај ти е маска? Од дедо ми беаца, од подрум. Што се чешаш, ајде не биде хипохондрик па и ти? Абе, чеша, брат? Абе, обични болби се, ајде. Ле. Лека ноќ Македонија, Јапонија на истокот, Исланд на Балканот, Канада на југот, Јужноарктичка република на северот. Ова се вчерашни новости. Лека ноќ и од мене. Ние сме Александар и Јелена и од овде ве носиме чекор за сите секоја недела. На истото место, Канал 5 телевизија, 19 часот и 30 минути. Јелена, што им подготвивме на нашите гледачи за оваа недела? Александар, како и секоја недела, така и ова, јас и ти ништо не им подготвивме. Подготвува тој што мрзне на терен и го изложува својот респираторен систем на удар на PM честичките. А кога сме кај честитките, честитки до младите. Останете со нас, еве што ќе гледаме. Вчерашни на терен, вакцинација на една нова група граѓани. Ексклузивно јавување во вчерашни директно од иднината. Шокантно, дали некој од македонските револуционери ќе прифати кандидатура за председател? Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг, освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors Македонија. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Во моментов се вклучуваме на синтагма, каде што е Маноли Аристотелис, политички експерт и собственик на 2 соби во Левкада, кој ќе ни објасни грчката страна на договорот од Преспа. Маноли, дали се слушаме? Не. Добро, ќе се обидеме подоцна. Не на грчки е да, Јеленче. Добро, Александре. Маноли, какво е гледањето на грчката страна на договорот од Преспа? Какво е? Зависи кого прашаш. Па вас ве прашуваме. Не. Какво видиш некој пие коктел, друга журка све, молотов коктел пали, некој гаси, исто што Скопје, едни за, други против, 153 претеници за, договор ратификовано и сега проблеми, нема проблеми. Македонија нема идентитет, историја, тоа пегла.
А ќе ни земете? Земе, нешто даде, увоз, извоз, Македонија, Скопје, све супер, нема више МК лепи, нема крси, има само плаза, море, зеза и тоа. Што пари собите во Левкада во август? Одлично прашање. Ова лето Левкада џабе, 250 евра, ачо за тебе, супер цено, супер море, секс on the beach. Ете и некоја придобивка. А сега една вест од градот под Пелистер. Велес. Да, Битола. Имено локалната самоуправа маки мачи со снегот кој го окова и го забави нормалното функционирање на општината. Како што велат од општина Битола и мајката на градот Наташа Петровска, вели дека снего е останат од ланскиот градоначалник Талески и дека општината поради неговата нестручност уште се соочва со проблеми во работењето. Како што нагласи, тие ќе го исчистат снего, иако то било работа на минатата гарнитура. И цело Скопје чаршија да ечи, ке рече познатата Благица Павловска. Што е прекрасен опис за состојбата на еден плоштад во Скопје кој сакаше да остане анонимен. Ланчо го имаме на линк од протестите кои се случуваат таму по повод загадениот воздух. Ланчо, не те гледам, што се случува? Да, и ние би сакале да видиме што се случува во студио, као што гледате, овде состојбата е очајна, може да има 7 души, може да има 20.000. Ќе пробам да најдам соговорник во маглата. Абе, не ме фаќа за цицка мањак. Госпожа, извинете, може ли да зборуваме за протестот? Тргни ја раката ќе збориме. Така, кажи се. Заборев што сакам да прашам. Студио? Предлагам да пуштиме нешто друго. Еве, например, бунт за воздухот во Лазарополе. Барањата на жителите ќе ни ги соопшти председателот на местната заедница на Лазарополе, Николче Радевски. Нас тука у Лазарополе државата не смета као граѓани од втор ред и ние сме гневни на тоа. Другите таму дишат воздух, се гушат у Скопје у градовите и ние не можеме да сочувствуваме со нашите браќи и сестри македонци. Еве као по 130 години направивме, у просек сите сме толку и не можеме да умреме. Па да апелирам до таа влада, нека чукне главата, нека напредна фабрика у Лазарополе или Дрисла, да може и ние еднакво да дишиме, да не третираат исто, така ли е? Така е. Мики? На овој протест се приклучија и околните села: Росоки, Сушица, Галичник, Селце, Тресонче, Гари, Осој, Могор. Државниот инспекторат за животна околина со полни раце работа. Тие деновиве откриле дека на Дрисла не се избира папа, туку дека печката за медицински отпад има проблем и затоа испушта црн чад. Црниот чад од печката за медицински отпад е, како што велат инспекторите, поради мал проблем со филтеро, кој напукнал 15 сантиметри. Поради застрашувачката гледка на црниот чад и паниката кај граѓаните, тие им наредиле на собствениците на Дрисла во најбрз можен рок да најдат начин како чадо би бил син, розев или црвен и би изгледал поубаво за граѓаните да не се вознемируваат. А во меѓувреме, Македонија лек најави дека ќе ги гори вакцините на расипаната печка во депонијата Дрисла, кои беа сигурни за употреба и имаа само технички пропуст на декларациите. Но ако не работи печката во Дрисла, ќе почекаме да ја поправат, вели директорот на Агенцијата за лекови. И кога сме на тема вакцини и дебатите дали се тие безбедни или не, во јавноста простори информација за една нова вакцина со која ќе бидат вакцинирани нова група на граѓани. Кои се тие и каква цел има новата вакцина, ќе видиме од Елисалфета Крстич поп Мајбах. Така, студио, во моментов се наоѓаме во амбулантата на Собранието на Република Македонија, каде што во моментов се вакцинираат политичари и пратеници, па да видиме како тече вакцинацијата. Добар вечер. Морам да ви кажам дека сме задоволни, меѓутоа не е добро. Не е добро, никој неќе да се пелцова, а инаку пелцување е основа на секоја демократија, да речеме. Они од партија добива налог дека треба да се пелцуваат, меѓутоа они во трендот на овие антиваксери малку пружаат некаков си отпор, меѓутоа јас си ги убедувам дека тоа е еден нов вид на пелц, на вакцина, која што е наменет за политичари и со тоа они ќе се имунизираат, они ќе бидат
ta vakcina je protiv korupcija, protiv mito, protiv nepotizam, protiv patni troškovi. Znači, izvanredno. I apelisam do vas. Znači, ve molam, pelcovajte se, ne je igrač ko ima golema epidemija. Može imate golemi beneficiji od nja vo Republika Makedonija. Mislim, uopšte so ta... Ja se izvinam malo, samo vidite takav... Zašto ne? Зашо вие не сакате да се вакцинирате? Не ќам да се вакцинирам, зашо сакам да се вакцинирам? Ја им ме тераат од партија, ама шо, ја им кажувам, може нуспојава може да се деси. Утре никој не ми даде патни трошкови, ми се намалат патните трошкови. И шо? Шо? Кој ќе одговара за тоа? У Република Македонија. Шо? А вие зошто не сакате? Страв ми е, девојче, како би имало таму тие некои антитела влегуеле у телото кај човекот, после ни можеме да идеме на тие антикорупцијски тела, ни на тие тела што се за формирање на комисија, ни во тие собраниски тела. Па треба ли ние дневници да взимаме тука во Република Македонија? Не бре, вакцините си се проверени, безбедни си се тотално, не знам зашто веќе тестирани си на пратеници со имунитет. На кои пратеници си го тестирало? Ма вие зарем не гледате телевизија, господине, па сега што беше пред Нова година, само овие што беа пелсовани, што имаат имунитет, само ни ги амнестирало, вие 8 души, другите ќе го папаат. Сите треба да се вакцинирате во Република Македонија, ова е многу важно за сите. Се извинам, вие каде со лисици, каде одите со господинот? Па господинот е пелсован, он е вакцинисан, мислам. Ајде, ве молам, вратете го тамо, ослободете го, јас ќе објаснам. Значи, видите, ова прави тоа јавноста што шпекулира дека наводно декларациите биле штампани со поминат рок, а тоа само на лепницата, иначе си се добри. Господинот е пелцован и нема да има никакви проблеми. Така да, господин, ајде вие сте навет, ве молам, да. Ќе ве простите, имаме работа со ви. Значи тоа не е ништо, тука малце само како комрче да ве каснало малку и овде. Како што гледат имунизацијата тече безпрекорно, има некои мали проблеми, меѓутоа на крајот сите ќе бидат имунизирани во Република Македонија. Дај ми го рачето, биди мирен. Ете, готово. Владата, како што вети, се бори секој млад човек да остане во државава. Во таа насока е изголемувањето на пензиите, со кои живеат младите во државата за 10%, со цел да се подобри стандардот на граѓаните меѓу 18 и 50 години. Владата со овој чекор сака да им помогне на оние кои најмногу ги користат пензиите, младите и невработените, да имаат подобар стандард и да ги остварат своите сништа. За наредна година е планирано и уште едно покачување, кое ќе ги сочува младите граѓани во државата и ќе го спречи одливот на неработна снага. А сега една тема која ретко ја имаме во вчерашни – паранормални активности. Имено, во очи на еден месец од зимската краткодневница, полната месечина, кинеската нова година и новиот албум на Аријана Гранде, голем број на граѓани се жалат од халуцинации. Вчерашни истражуваше, па да видиме што фатија нашите камери. Лево. Лево човеко. Види човече. Чекај, да. Што е? Не бе каква посилка, што му е? Јецо, ако овака тераме, ја може да се откажам од работава. Зашо, шо се деси, Јацо? Некако почнеме да забегуеме. Ова последно беше сигурно фейк ньюс. Ама сигурно. Ацо, зимска депресија те фатило. Како можеш да знаеш дека е фейк ньюс? Па што може да биде друго? Мистериозна појава, мистериозно се... Шо ти е? А? Добар си? Ацо? Ацо, може да си во право и мене ми личи така, ама знаеш дека тоа сака публиката. А ние продолжуваме со вчерашни. А сега имаме специјално јавување од иднината, од кое ќе дознаеме нешто повеќе околу тоа каква е атмосферата во Македонија во 2069-та и дали конечно дојде животот и зошто не. Ланчо е на терен. Што е ова? Абе, глуп бе, место да си седиш во твое време. Кој сака да биде во иднината? Крева и раце, два прста, јас сакам да идам во иднината. Што има во иднината? Ништо. Ки имаме специјално дело за тебе, фолија. Овде нема никој.
Гласови. Ајде. Слушам гласови од овде, може да видиме што се случува. Почитуван граѓанину, ценет гласачу, време е да ставиме крај на неодговорното владење на СДСМ. Ние кога ќе дојдеме на власт, ќе го завршиме автопатот Кичево-Охрид и ќе ја направиме железничката пруга до Бугарија. Вака, значи ако може да дојдам до збор. Све што слушнав у овој момент од мојот политички опонент од десната страна е тотална лага. Значи тоа се тотални невистини, тоа се најстрашно лажни ветувања. Да се извинувам, ние сме од вчерашни новости 2019 година, да прашам само предвремени парламентарни избори, дали ќе има кога планирате да ги... Значи подоцна со такви прашања. Ама ќе ми се распадне костимот, не можам да се... Остај костимот, значи овие 39 години се на власт, ништо не направија. Прво не се 39, него 38 години, 10 на месеци се. И ние шо, па вие шо направивте исто толку владеевте, бе? Бе, како не ти е срам, бе? Еден гласач имаме останато преживеан и него го лажеш. Вие сте криви. Вие сте криви, бе, тој што остана преживеан и тој за нас ќе гласа, бе, шо? Ќе гласа, ќе се прашаме. Господине, што треба нешто да увеземе, нека женичка можеби? УЛМ има сега ново место. Значи, за готово те пикам одма. Што бе УЛМ директор, бе? Ќе му давам субвенции за трето дете, бе. Не ни треба деца да има. Ајде, бе, па ја ќе му дам градежна маркица за на площад да гради и сега. На площад, бе, ќе му дам кермес да го прави, бе. Па ја ќе му дам дупла парцела у парк до кермес. Ете, драги гледачи, како што може да забележиме во Македонија и после 50 години се е исто, ветувања, предвремени избори и доста повеќе ѓубре. Еве, на овој ден, втори, 27.1.2069 година, може да констатираме дека во Македонија остана само политичарите. Амбициозен план на Министерството за транспорт и врски. Тие планираат до 2030 година, оние кои ќе се иселуваат, да имаат можност да одат до аеродромот во Скопје со воз. Оваа вест и те како влијаеше на светските берзи. Од Скопска железничка станица до аеродромот беше бројот на патници во авионот. Значи, авионскиот превоз да привлече максимум беше до 2 милиони патника. Како што сметаат економските аналитичари, поради оваа одлука на македонски железници, акциите на вселенската програма на Елон Маск, кој планира до 2025 да однесе човек на Марс, паднале за 40%, а во моментот најтргувани се акциите на македонски железници. Ова е само дел од амбициозните планови на македонски железници, кои планираат во истата таа 2030 година да го испратат и првиот патник со воз до Софија. Среќна вест! Неколку джиновски компании се заинтересирани за инвестирање во една македонска апликација. Најновиот крик на технологијата, безвременскиот геджет, а маст апликацијата за 2019 е развиена од еден кандидат за претседател од редовите на опозицијата. Јас знам цела Македонија, ги знам сите општини, ги знам сите градови, ги знам селата, населбите, улиците. Се работи за така наречената апликација GPS, која ќе содржи детална мапа на Република Македонија, низ која ќе ве води гласот на господинот Ѓорчев. GPS. Празниците поминаа, но затоа се ближат избори. И тоа некакви било, избори за татко на нацијата, шеф на државата или можеби најпрецизно за сопруг на првата дама. А што ти како знаеш дека ќе е маж? А што ти како не знаеш? Не знам, затоа и пративме репортери во двете најголеми партии да видиме како тече изборот на председателски кандидати. Прво се вклучуваме на Бихачка. Ланчо, така ли е? Не е така. Се наоѓаме во Тетово, во штабот на ДУИ, каде што Социјалдемократскиот сојуз го избира следниот кандидат за председател. Внатре има доста еминентни луѓе, доста еминентна комисија која што не би можел сега да ја кажам, но едно е сигурно дека имаме следен кандидат. Како помина? Не помина добро. Со среќа. Видиме што се случува. Многу се. Да. Ајде, седи. Сврти го листот. Ајде, број 921. Кажи ми што гледаш на слика? Гледам човек, контейнер. Фала, слободен си. Ама вие... Излези! Абе, излегви, Фатија, брат. Вратата, Фатија. Ајде, искажи, не се објаснувај.
Значи, вака кога треба да објаснуваш на кандидати, мислам... Ој, се не се пријави, значи страшно. Ајде. Седи, добар ден. Добар ден. Ај, кажи ми што гледаш на слика. Гледам економски раст гледам. Да гледам враќање на средната класа. Добро, ајде кажи ми овде што гледаш. Тука гледам економски реформи. Добро, кажи ми овде што гледаш. Инфраструктурни реформи може да се забележат и реформи во здравство, просечна плата од 500, извинете, од 600 евра просечна плата. Топ, мене ми се свиѓа, види го, све знаем, многу е добро. Одлично. Абе, седи доле, седи бе. Сега ќе му ја проверуваме консензуалната жичка. Знаеш ли ти колку комши има Република Северна Македонија? Колку има? Има 5. Шка? 5. Види го бе лисице, не. Шота, знаеш да играш? Знам македонско, 3 напред, 1 назад. Што сега македонско? Ајде Шота, ајде. Ој, Шота, машала. Не е ова Шота. Ова е джаш напред, 3 назад. Слободен си, пријатно. Фала. Значи, да не се знаело веднаш Шота да се изигра. Значи, само тоа не го знаеше, све знаеше, човече останал. Што, најбитното не го знае. Добар ден, ниско градва? Дечки, бираме кандидат за председател овде. Што бе, чекај бе, Не, види го колку е симпатично. Ајде влегувај, ајде. Застанувај овде. Ајде, не се срами, ајде. Кажувај ми, што треба да знае да прави иден председник на Република Северна Македонија? Ајде бе. Абе, види го колку е консензуалист, бе, Да не бирamo више други кандидати, ова има да биде бре. Види вака, твоја атере, твоја е последна, сега кога ти ќе пресечиш, таман сме. Ајде, честитки, ајде. Види колку е леп, бе, Ајде, идем председник на Република Северна Македонија. Ајде, честито. Браво, бе, Ете, власта по се изгледа е блиску до избор за својот председателски кандидат. Истата борба ја води опозицијската ВМРО ДПМН. Големиот интерес ја натера опозицијата да ја прошири потрагата, со цел да го пронајде идеалниот кандидат за председател. Повеќе за ова од Елисалфета која ја вклучуваме во живо. Се наоѓаме во Музеот на македонската револуционерна борба, каде што неколку наши познати револуционери одбија да прифатат кандидатура. Да видиме дали некој воопшто ќе прифати. А види, Никола, ти више еднаш си бил председател. Ти имаш најголемо искуство. Тоа е точно, но каде ви е сега другиот Никола? Не е одржавал. Јас слушнав дека е во Будимпешта, дека таму отворил задграничен комитет. Но како и да е, вас ви треба некој искусен, некој што ги познава сите градови, улици, општини, села. Ти веќе еднаш си се жртвувал за каузата, а нас сега ни треба жртвено јагне. Аха, значи мене само за жртвено јагне ме викате, само курбан додам. Мој дефинитивен одговор е јок. А зашто мене не ме земеш да бидам председател? Имам оштро ноже. Ќе се брат, седи ти матро. Зашто? Тебе од брунза те стопи, а од восок свети ќе направат од тебе. Значи само фители на главата и ќе гори, а? Јане, дај ти бе, брат. Не сум ти абе за оваа работа, бе, брат. Ама зошто, бе, брат? Па ти си од истокот и немаш бугарски пасош. So what? Знаеш колку се ретки тие кај нас у партија? Абе, брату, вас ви треба некој што личи као на оној Ладам Лабунски што е со дугачка косица така кадрава, па да ја фати у репче, па после може да се ошиша и... Да, ама нели од гроб стана Делчев, Питу, Сандански. Така вели во химната. Абе, кој станал од гроб, бе? Само се превртуваме у гроб тука, шо глупости правите? Не иди питај го Питу, и он ти е кадрав. Кај со Питу? Тоа власите се комуњаришта се. А, имаш ти нешто влашко у тебе? Не. А сакаш да имаш? Абе, Питу, на иста финта сите ги допишај. Абе, земи ме мене, бе, земи ме, бе, знаеш што ќе им направаме? Ќе ги тепаме, бе. Ај не се мешај, А беше ли кај даме? Он прв ме одби. Ало, ај не крекајте таму, имам состанок потихо малце. Изгледа е близок со ВМРО народна. Чакаларов? Он е човек на Сашо. Немај тука, жити се, бегај Ти уште натака, ли баре ме некој ќе председател, разбира баре? улици Седи на села. масата само кај мене да не дојде. Еве го. Оф, мори, отвори се земја и голтни ме. Буце војвода.
Не ме оставај сам. Зошто? Ти се разбираш од надворешна политика. Ти го разбираш светот како поле за... Јас го разбирам светот, туку вас не ве разбирам. Па зошто бре човеку кога кај вас во партијата имате кадрави, здрави момчиња, што ги знаат сите градови, општини, села, улици, сите ќошиња, на ѓаволо дупката ја знаат, вие овде, кај нас барате кандидат за председател. Та ние сме само восочни фигури од минатиот век, нарочито јас. Ма шо има везе, бе, брато? Па ние 10 години имавме восочна фигура, окей беше. Па затоа дојдовте нова дереđe. Туку имаш ти нешто влашко во себе. До крајот на оваа епизода, опозицијската ВМРО ДПМН не успеа да го пронајде својот кандидат, иако видливо е дека постои огромен интерес. А ние продолжуваме со некои други вести. А сега повторно одиме со нашата омилена нередовна рубрика Еден ден со не така брзата помош, во која ќе видиме со какви згоди и незгоди се соочуваат тие. Режија, пуштај! Така, студио, повторно сме со брзата помош од времето на Тито, кога имаше две нозе. Значи имаме пријава за тешко дишење, за гушење и за вртоглавица. Да, бе, да, брат, ајде више не ме дупите се, у секој стан ќе ти ги најдам истите симптоми. Добро, значи битно стигнавме и смртта е побрзо од вас. Добро, бе, вие планирате да дојдете. Готов сум. Побрзо, бе, друже. Друже, добар ли си, друже? Ајде бе, диши ти сега, диши, ајде. Добар ли Тоа е си? се. Слушај, Добар, бе, дај ме добар. боца, дај ми боца. Не, бе, вештачко, дојде да ти дадам вештачко. Дојду. Абе, бегаме первертит ниједен. Ќе те однесам во остелот перверзако, ќе те однесам у болница, слушај, ќе ти ставим инфузија. Ако има, ако нема, па да си жив и здрав се. Слушаш? Дојде со воздух оде, дов тука по равата, за ноце ја ќе умрем. Кренија главата, кренија. Ако умре смртта, посад шо ќе умирам. Тоа ќе умираме од животот што тоа е. Да, ајде и на твоја глава живот да дојде. Седиме тука живот да видиш, бе. Не сте нормални да кај живеете. Умрете сите тука. Бега тука. Студио. Тоа ти е животот, Елена. Некад цив, некад жут. А се тоа не беше песна? Не, тоа е воздухот у Скопје. А ние продолжуваме со вчерашни. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Тоа беше се за вчера. Дојдовме до почетокот на оваа епизода, а како и секој друг почеток, така и ово е тежок и траурен и остава без зборови и без воздух. Така е, Александар. Добро утро на сите, освен на тие што се уште по зимските спа центри додека ние работиме. Добро утро и од мене. Емисијата ко не ја фативте до крајот, можете да ја гледате на нашиот YouTube канал или на nj.fn.mk.
останете така. Од мене останете како сакате и така сте чекор за ците. Се гледаме за една недела.